Микростен. Стен! Ако ја бараш пицата што остави на каучот, ја се изеда. Не, го барам камиончето со кое си играше Момо. Го имав уште кога имав 5 години. Сега треба да му помагаш на професорот и крачката може да почека. Тоа камионче неколку пати ми го спаси животот. Да не го заборавиме она на плажата. Доста! Претера! Затоа ти се запали ходогот. Слушаш? А? Доцниш! Да побрзаме! Часовник ми беше поклон од тетка Марта. Ке платиш за ова? Ха. Тука си. Сакаш и мене да ме повредиш, а? Од сега си сам. Вау! Зар не треба вашиот следен пронедок да биде систем за чување на сите ваши пронајдоци? Ти направи го тоа. Извини за нередот, но цело време работев на мојот најнов пронедок. Ова е тоа. Микроматер пиштол. Може да смали секаква молекуларна маса. Вау! Повели, испробај го на мене. Професоре Чичи, каде отидовте? Овде сум, на подот. На работната маса имам лупа. Гледаш? Навистина успева. Ке го поминете целиот живот како точка? Не грижи се, притисни го црвеното копче. Тоа ќе го врати процесот на назад. Да, значи тоа е тоа. Секојаш кога ќе се смалам, ќе ми треба помошник за да го притисне тоа копче, за пак да станам нормален. Ало? Овде професор Чичи. Ке полудам, не знам да ги користам грачите за шишиња, а децата треба да јадат за 10 минути. Добро, ќе ви покажам. Остани така. Јас морам да одам. Колку деца има, а не знае ни едно шишенце да стопне. Да. Јас овде ќе останам и ќе измислувам идеи за чување. Секогаш мислиш повеќе на другите. Чувствувај се како дома. Но нема да ги храниш со орците. Чао. Ова е супер. Ти одиш долу. Те предизвикувам. Мразам кога ова се случува. Брзо, мора да фрлам нешто на копчето. Ова не би требало да биде тешко. Прогонат сум. Здраво, Лили. Таму е професорот. Мамо! Ајде, побрзајте, молам. Побрзајте. Да, така е. Иди исплашен. Многу исплашен. Здраво, момци. Дојдов за специјалната вечера што ми ја подготвивте. Добре дојде. Ти нема да може да дојде. Мора се доди кај Чичи. Знаеш за него науката е најважна. Никаквецу! Немој да мислиш дека ќе се извлечеш од ова. Се што беше старо, повторно е ново. Знаеш како знам кога си дома? Куќата ти свети, како златна светлина, како ореол, дури и по-ангелска е од тоа. Забавата заврши. Среќно! Пет! Боже! Добро ли си? Не мрдај. Уста на уста, сигурна си? Секако, нема друг начин. Што? Незините меки усти на неговата уста? Никогаш! Тин, толку брзо се врати. Што се случува? Тоа е само привремено. Дозволи ми да ти објаснам. Пет, каде си? Нема време за криенка. Ова ми го направи за тоа што се љубоморен. Штитници! Чекај, Стефани, тоа сме ние, јас и Стен! Стен, што ти е? Нема пистоли за такви како тебе! Ке ми објасниле некој што се случува овде? Еве ни шанса. Смали го телефонот за да му се јавиме на професорот. Разбра, одиме! Чекај!
Ке ми се потроши батеријата. Ало? Професоре Чичи? Кажи. Лошо. Не е убаво да се биде малечок, нели? Затоа стана вработохоличар. Успеавме. Сега само ќе го притиснам копчето и пак ќе бидете нормални. Тоа се сигурно материјалите што ги порачав за мојот летачки килим. Веднаш ќе се вратам. Пет, Стен, имаме друштво. Не грижите се, дај ми го пиштолот. Јас ќе го чувам. Не грижи се, Стефани, јас ќе те спитам. Браво, Пет. Треба да бидеш многу вешт за да ја погодиш целта додека се бориш. Помош! Брзо, ќе го пратам Стен. Најхрабри се оние што остануваат смирени кога се под притисок. Тоа беше за воскит, Пет. Еј, помош! Јас сум, момчето што го притисна копчето. Не заборавајте, не е важна големината на вашите тела, туку она на вашите идеи, освен кога се работи за пајаци. Умирам од глад. Многу огладнев додека се обидував да ви ги спасам животите. Секако, ако учите пак да го притиска копчето со нозете, подобре да биде голем.